Епископот Стопијски Јаков изрази загриженост од предлог законот за родова еднаквост, кој, како што рече, носи голема опасност за општеството и основните човекови права. Тој ова го каже на трибината, зошто не за сексуално образование во училиштата, што ја организираше фондацијата Елеуса од Струмица. Според епископот Јаков, обидот да се внесе сексуално образование во училиштата е само параван да влезе родовата идеологија и да предизвика конфузија кај учениците. Заради тоа што во нивниот прирачник воопшто не станува збор за некаква сексуалност. Туку станува збор за идеолошка пропаганда, која што е фашизоидна, деструктивна. За образование нема ниту траг. Оти образованието треба да го обликува образот Божи во човекот. Треба да му го сочува образот, а не да го обезобрази. Тука нема ни трак од образование. Ние сме создадени да го стекнеме, да го сочуваме и да го врежеме образот Божи, кој што сме го изгубиле со падот. И нашиот народ многу добро знае што значи тоа да се има образ. И дека образот треба да се чува по секоја цена. Оти ако имаш се, а образот го изгубиш, ти не си човек. Тоа е дехуманизацијата за која што зборуваше професорот. А исто така народот наш знае што значи да се нема образ и што значи да се биде безобразен. Ова и вакво сексуално сеопфатно образование, како и да го нарекуваат, не е ништо туку безобразност, безобразлук и обезобразување на ликот Божи во човекот и на се што значи човек. На трибината се обрати писателот и универзитетски професор Венко Андоновски, кој подлече дека не може да се релативизираат 4 основни столба на човештвото. Тој подлече дека во училиштата треба да се воведе љубовно образование, бидејќи љубовта е основата на животот и човечките вредности. 4 основни столба на човештвото се добро, зло, машко и женско. Јас како писател, како човек кој се занимавал со антропологија, кој предавал тоа, цврсто верувам во тоа. Не можете да ги релативизирате по имите на доброто и злото, на машкото и на женското. Гледайте се, што ни направи таа постмодерна од Ниче, таткото е фактички прадедо на таа постмодерна филозофија, која говори дека идентитетите се нестабилни, нема чисти идентитети и така натаму, а тоа знаете што значи, нема вистина. Ако нема вистина, нема ни правда и се е дозволено. Ако се е дозволено, знаете што се случува, нели? Исто полов брак, така? Да ве прашам, дали некој размислува дека и да се дозволи усвојување на деца во исто полов брак, ако се мажи во прашање, да речеме, што правиме кај тоа дете, кој ќе ја создаде митолошката, символичка представа за мајчината дојка? За она што е плодност, за она што во речниците на символи се толкува како знак на мајчинство. Што со Богородица и со млекопитателница и со што воопшто со поимот на хранењето, на мајчинството, на не знам, едноставно, што со поимот на семејството? Од синокешната трибина, владиката Јаков ги повика политичарите, особено пратениците, да бидат предпазливи и будни со оглед дека законот за родова еднаквост е во ЕНЕР системот.